Веќе ви споменав, имам навистина интересен гостин кој што ќе го задржи вашето внимание и верувам дека ќе влијаеме малку со него на свеста што се однесува до загадениот воздух. Сите некако се сеќаваме, ни текнува на загаденоста на воздухот, отпочнувајќи есента, кога нели самиот воздух е по-густ, кога почнува грејната сезона и кога веќе не може да се дише. Некако во летниот период, пролетниот и така натаму, тоа го занемаруваме. Ајде да речеме оваа година оправдано заради короната и минатата, некако нели тие информации, загриженоста беше околу короната, но од друга страна па нешто што позитивно донесе короната се маските, кои што па ни се наметна во секојдневието, па некако дополнително се заштитуваме од загадениот воздух. Кој би зборувал за загаден воздух, ако не мојот денешен гостин Горијан, кој што навистина ми е често, конечно се договоривме, те имаме во студио и еве имаме простор и време да зборуваме и за апликацијата Мој воздух и за загаденоста на воздухот, што се превзема, дали сте влијаеле некако со апликацијата кај надлежните, кај народот, кај институциите и така натаму, или сето тоа е само како ја и Ивана, мојата колешка, си проверуваме, портокалово, загадено, уклучи на турбо дома прочистувачот и терај го денот. Така некако. Значи Горијан Јовановски, само да кажам, креатор на апликацијата Мој воздух, и инаку дел и од Зелен хуман град, па сега и дел од општината, односно како градскиот совет на град Скопје. Ја многу политички не ги терам обетите, но во секој случај ќе чепнеме и таму затоа што значајно, бидејќи конечно ќе може да се делува директно. Така. Во јадрото. Така. Се надевам ќе се делува како што треба. Односно ќе стигне да ќе ве послушаат. Горијан, да те оставам малку. Добро утро, како си ми? Супер, фала ти многу на покана. Мило ми е што имам вакво прекрасно студио, сум тука. Овој пат дори го погодив и терминот. Се шалевме претходната недела утнав. Да, утнав малце терминот. Така ама убаво ме научи да станувам рано малку да осетам зашто. Не си рано бунец? Сум, ама 8:30 за мене рано. 8:30. Ова е порано, така да ми се свиѓа, денот ми е подолг. Имам ту, викам што ќе правам сега. Види, посебно од кога се смени времето, убаво е да се станува порано, ден да се види. Дефинитивно. Затоа што во 4 е веќе мрак. Тоа многу ми смета, бе сонце, луѓе чекај да заврши со работа и скочи, отиде. Да. Но убаво што се кога го спомна во сонцето, ќе имаме викендов и следниве денови сонце, барем времето е на наша страна, што се однесува до загадувањето и некако сега да те насочам на таа лоша тема, ама мораме да ја истретираме и да поттикнеме и апелираме. Така. Од каде идејата да се бориш против загаденоста со твојата апликација Мој воздух, која што верувам дека па голем дел, со проценти да не, ако имаш некакви истражувања и така натаму, точни бројки ќе кажеме, но голем број од граѓаните ја имаат во своите телефони, како и јас, и нормално во текот на денот си гледаме кога не интересира каде колку е загадено. Јас прво да ти кажам најискрено мислев дека е некоја странска апликација. Тоа е комплимент. Да, затоа што не ни предпоставував дека некој од Македонија може да направи таква апликација, одлично средена, не дека си тука, еве ти кажам така. од кога ја имам пред можеби 2 години, така нешто година период, и навистина секоја чест за изработката. А сега ќе ми ја кажеш и приказната, и идејата. Види, јас како мал, второ, трето, половина, четврто одделение, живеев во Америка. Живеевме со фамилијата преселени таму. И за мене беше многу чудно кога праве споредбата Македонија и Америка, како таму се ставаше грижа на зеленилото, немаше ѓубре по улиците и кога ќе дојдевме овде преку лето кај баба дедо да се видиме, имаше некоја друга приказна. И за мене беше чудно. Цело време ги прашував моите, добро, зошто? Што е работа? Зашто овде не се грижиме толку за околината, колку што еве каде што живеам сега во Америка. И мислам дека уште од тогаш ми остана нешто во мене кое што бараше да се грижам за зеленилото, да сакам да гледам свет да ми е зелено. Ко мал дори се смее со баба ми и дедо ми. Нели сите деца сакаа во Луна парк да идат, јас сакав оној другиот широкиот дел кај езерцата да идам, зашто имаше зеленило. Не ќум Луна парк, викам онамо кај што нема ништо за деца. Тамо мене ми беше интересниот дел од паркот. Така што мислам долги години јас размислував на темата. И се сеќам дека беше декември 2014. Студент сум на Финки тогаш, факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. И седев дома, размислував што да правам.
Ладно е, надвор затворени бевме, го имаше оној што го романтизиравме мирисот на зима, што се уште не знаев дека е смог и дека не треба да го романтизирам. И разгледав како да научам да правам апликација за паметни телефони. За Android. Сега да се научам сам себе, немаше тогаш предмет на факултетот, сега има. И на YouTube си пуштив, туторијали ги има полно. Си најдов некој туторијал каде што некој дечко ми објасни направи ова, направи тоа, супер, и почнав да работам на апликација. Но идејата беше зашто да направам апликација што ќе пишува здраво, јас сум Горјан, туку дај нешто малку покорисно. Така. И тогаш налетев погрешка на информациите, тоест на сајтот на Министерството за животна средина, кој што ги покажува поротоците за загадувањето. Ги видов, не ми беше премногу јасно што е ситуацијата. Значи тие беа јавни, ама никој не ги гледаше, не беа достапни, односно никој немаше навика да отвара на нивниот сајт. Скрос. Немаше навика, сајтот беше прилично стар, а информациите можеби не беа пласирани од најдобар карактер, непрегледни, неразбирливи. Затоа јас зборам, значи информациите скрос постојаат, ама не е ништо ново ова. Решив да ги преземам, пуштив некој алгоритам да пресмета да ми каже точни бројки каква е ситуацијата и цело време бев убеден дека јас имам грешка во мојот код. Бидејќи алгоритмот ми викаше 20 пати над дозволеното од европските стандарди, 4 пати повеќе од Пекинг. Јас упорно бев убеден дека ја имам грешка, нема шанси да имам ова 20 пати од дозволеното. Како што сите знаеме како проложи приказната, тоа беше вистина за жал. И така се роди идејата за мој воздух. Да. Тај да ги направиме овие апаратоци достапни преку паметните телефони до секој кој што сака да ги види, веднаш да знам од час до час во джеб да видам дури нотификации да ми стигаат за да бидам информиран зашто ова е критично сега за нашето здравје. Мораме да се пазиме, мораме да не дозволиме да ни влијае штетно на нас, бидејќи мислам за жал според истражувањата кај нас над 3000 предвременски смртни случаи имаме годишно поради аерозагадувањето, што е мислам голема бројка и мора да работиме на оваа тема. Да. Но свеста кај луѓето ја има до некаде. Така. Ама луѓето како сами од себе не можат многу да превземат околу загадувањето и треба свеста да ја има и кај институциите, и кај надлежните, и кај компаниите кои што предизвикуваат загадување, а кои што и понатаму тоа си го прават. Еве ги сите оние информации, статистики, сите некако во изборните кампањи насочуваат на зеленило и на чист воздух. Реално може или не може да се прочисти воздухот со оглед на тоа дека сме па и голем град, нели, со индустрија и многу возила и многу домакинства кои што се греат и на дрва и така натаму. Не ги осудуваме, нормално тоа така се греат. Но во секој случај жители многу на едно место, многу згради, ветрето го нема покрај Вардар више за да расчисти, нели, сите тие струења, за да не навлегувам сега таму каде што нели не многу се разбирам, но во секој случај сметам дека нели концентрацијата на се ова што го набројавме во Скопје, па и не може да дозволи да имаме ние идеален зелен воздух. Зелен според апликацијата, зелено да ни свети нос. Така. Види, не дека не може. Може. Значи, како? Има ли реални шанси доколку некој се потруди, завземе и рече да, ќе го прочистиме? Има реални шанси. Со се ова што ти го набројав? Да. Има реални шанси. Види, значи баш вчера или завчера гледав слики и разлика, да кажеме Дизелдорф пред 30 на години сега или Амстердам пред 40 години сега. Како тоа го прават европски? Нема да ги познаеш градовите. Значи Амстердам слика, гужви со колина секаде, каналите полни со ѓубре, абе ќе си речеш, ќе доеш, ќе речеш, абе нема теоретски шанси да го правиме. Иди денеска види го. Иди види денеска како. Тоа се долгорочни зелени политики кои што институциите реално веруваат во нив. Реално ги имплементираат покрај притисоците кои што може да ги имаат од приватниот сектор, против притисоците кои што може да ги имаат од не знам од корупцијата која што се случува. Има начини, значи еве неколку идеи. Добро. Мора да стопираме урбанизацијава, ова мрднатата урбанизација кај нас. Значи претеруваме со зградиве, претеруваме со збијувањето. Тоа ветрето нема никогаш да го видиме ако продолжиме само да ставаме сегде згради. Така. Скопје кога го планирале порано, имале воздушни коридори. 3 воздушни коридора, низ кои што не смеело да има згради, со цел да тече воздух низ нив. Така, затоа ги спомна. Секако, тие воздушни коридори ние ги блокиравме. Значи со ова Влајко почнува да се блокираат тие коридори, огромната зграда Влајко, кај што многу архитекти посочува дека не треба таму тоа да се стави, и понатаму сите други урбанизации кои што периодов ги следим. Претената инспекторите.
Значи мораме да имаме сериозна инспекција на индустријските капацитети. Не да најавам јас, знаеш што за ден ќе ти доам или после ќе ти доам, ај угаси печките, смени ова, смени она, па да испадне дека нема. Да. Не, 24 часовен континуиран мониторинг со сензори, јавно. И значи ја ќе им направам ако сакаат апликација, која што ако се прекорачи тоа автоматски казна ќе им пушти. Толку. Што има, зашто инспекторот Ќе те прекинам тука, ќе продолжиш да режисија мислата. Кога ги спомна сензорите, ти и овде имаш сензори во апликацијата кои што мерат загаденост. Па дел од нив кога они сакаат не ти работат. Точно. Не ти работат, реков нели апликацијава може твоја, а ти се врзуваш на нивните податоци. Така да ти и да ставиш овие сензори кои што ги спомнуваш на покрај индустријските центри, зони и така натаму каде што би мереле загаденост, тие кога сакаат може да ги изгасат. Не. Зашто, пази, тие сензори кои што најчесто не работат, за жал се дел од државната мрежа. Добро. И тие се расипуваат, некогаш спонтано. Викаш не е намерно не можам да снема струјата? Не можам да тврдам, ама некако каде е зима и кога видам тој сензорот во Лисиче или кај ректорат да се расипе цела зима да го нема, малце сум љут. Малце сум љут што баш тој сензор од најзагадениот источен дел од градот ќе се расипе, а после ние ќе вадиме просеци, каде што ќе кажуваме види намалено. Не може да ги вадиме тие просеци без конкретни податоци од секта. И од секој ден, така е, континуирано. И затоа ние предлагаме граѓанска мрежа на сензори, бидејќи поголемиот дел од сензорите што се во апликацијата се волонтерски. Луѓе како мене и тебе ги поставуваат кај нас на куќа. И да, не се најсофистицираните, најскапите, научно прецизните, ама не ми треба научно прецизни. Мене ми треба само да ми крене црвено знаменце и да ми рече слушај, овде има нешто. Се дешава загадување, прати инспектор. Да алармира, така е. Со конкретен научен сензор да измери точно, аха, проблем, казна, поздрав. Ама мора такво нешто да имаме. И затоа зборам овие сензори кои што ги има државата, да, 200.000 евра, скапи, големи машини, јас разбирам. Но има и волонтерски сензори кои што се не толку можеби прецизни како нив, но доволно да ни кажат има или нема загадување, тие коштат 50 евра. 50 евра да поставиш на такво сензорче. Мислам, цела Германија е покриена со нив, цела Бугарија е покриена со нив. Тон европски земји се покриени со овие сензори и тие помагаат дополнително во мрежата на државните кои што може би ги има во помал број. Да. Те прекинав во делот каде што оној дел каде што зборуваше како да се подобри понатаму и каде да се делува, застанавме кај сензорите. Ќе се навратиш и на сите оние делови кои што ти сакаш да ги кажеш, но ми се наметнува друго прашање. Дали со субвенциите, со клима инверторите, со исфрлување на старите печки, ставање на пелети, нели, печки кои што помалку загадуваат и таков тип на субвенции, дали се тие правилно насочени и дали со тоа добиваме помалку загадување или се фрлени во воздух? Вака, значи ние имаме проблем од неколку места каде се доаѓа загадувањето. Индустријата има дел од домаќинствата и автомобилите негде тука при крај се. Значи да, секако е добро да има такви субвенции. Но дали од таму требаше да се почне? Од индустријата требаше да се почне. Затоа те прашувам. Од индустријата требаше да се почне. Значи, колку и да сакаме да се убедуваме, колку се слушаш изјави, не е индустријата, не е домаќинствата се, ИРЛ направи истражување, видовме што се деси со мазутот и многу нејасно дека не е туку така едноставно приказната, аха, ти дома си се греел на дрва, сега ти си кривиот за целата ситуација. Дека не треба да правиме пар со возилата, дека не се тие толку, и дека не тој што се грее со дрва. Затоа викам и тие имаат удел, не дека немаат и треба да помагаме кај граѓаните за да се сменат на поеколошки начини на загревање на домовите. Дефинитивно треба да го правиме тоа. Но не треба да викаме дека граѓаните се единствените кои што придонесуваат ова, индустријата се срциња и седиме сите тука и викаме филтри си имаат, ама само си имаат, да, и они се чисти. Не, и таму има проблеми каде што мора да се адресираат. Не велам дека индустријата доаѓа, барем дел од капацитетот индустријски доаѓа и викаат ја сега ќе загадувам зашто ми е интересно денеска од Сабајле да го направам воздухот загаден. Не, али мора да се најдат причините. Што е причината? Финансиски немаме финансии за филтри. Дали може државата да помогне или не ги палам филтри за заштедам пари, тогаш ќе те казнам. Да. Мора да се најдат причините реални, ама без корупција. Така. Другите работи на кои што би можело да се работи за да имаме чист воздух? Компостари. Имаме многу ѓубре. Град Скопје, нели? Знаеме колку депони има, то нема во ѓубре. Значи тоа ѓубре мора да се рециклира, да се селектира, био ѓубрето што го имаме, разградливото треба да се разградува во компостари. Мама Органа, една од нашите пријателски организации, сега во аеродром отворија првата компостара за биоотпад, што е прекрасно. Конечно една општина, се надевам дека сите 10 скопски општини, цел град и понатаму и другите општини надвор од Скопје,
мора да имаат вакви компостари за да го решиме проблемот со отпадот кој што ќе се намали депониите, ќе се намали нивното горење, ќе се намали нивното лошо влијание на аерозагадувањето. Така. И последно нешто според мене се улиците. Мали ги. Не треба да ги зголебуваме. Знам дека ние имаме завист од автомобили кај нас, но наместо да се фокусираме на автомобилизмот во градот, фокусира се на велосипедите, Скопје рамен. Кај сакаш иди, нема нешто многу горница да се измори. Само услови треба да им се направат на граѓаните. Услови за велосипедите и подобар јавен превоз и да се стави акцент на тоа дека тоа треба да се користи во градот, а не автомобилите. Така. Дел ќе бидеш од градот Скопје, нели, од оние кои што ќе влијаат во сите оние идеи понатаму и она што исто така го имаш смислено, а се однесува на идеите кои што би требало и граѓаните да се вклучат и да ги пласираат и веб страна која што е во функција на која што може да се пуштаат идеи. Би сакали за тоа да ми споделиш и малку да ги насочиме граѓаните дека и тие можат со своји идеи да влијаат во се она што во советот ќе се зборува од состанок на состанок, така ли? Обавезно. Состанок прв имавте? Немавте уште рано. Добро. Чекаме покана дечки кај да. Таман во вистинско време граѓаните нека се вклучат и тие нека делуваат малку, верувам отворени за било каква соработка, посебно за овој дел со загадувањето. Секако, види, значи според нас, ние како Зелен хуман град, тие 20 кусури еко и активистички организации што се здруживме да бидеме единствената непартиска и независна опција на локални избори за Скопје. Многу ми е драго што јас и Драгана Велковска како советници успеавме да собереме доволно гласа за двајца советници да ги представуваме граѓаните внатре во советот. Добро. Идеја е дека советот прво мора да се отвори, градот Скопје мора да се отвори бидејќи сега е црна дупка. Значи не знаеш точно што се случува, зашто се зборело, кој како гласал, што било изгласано. Значи, дали ние, што сме ги одбрали нашите советници таму, гласат за нашите интереси. Да треба да знам, тоа мора да е јавно и отворено, сето тоа е затворено. И преку оваа платформа мојград.мк веб страната, се надеваме дека ќе го можеме да го отвориме советот кон граѓаните. Не само да можат самите граѓани да поднесуваат предлози кои што треба да бидат дискутирани во советот за подобрување на Скопје, туку и да се гледа за што се збори, да се гледа кој како гласа, буквално да се направи една отвореност во советот, а дури и сега ќе бараме да се измени статутот за да се дозволи стримање во живо. Да го гледаме советот во живо. Зошто таа јавна институција да не биде отворена кон секој граѓанин кој што сака да гледа што се дискутира и што се работи во истата. Така што преку направи апликација. Секако, мене не ми е проблем и телефонот да го закачам овде и на Facebook да го пуштам. Јас сериозно немам проблем со тоа, но мора да се направат измените во статутот за да се дозволи за после немаме караница, лични податоци ми повредуваш и така натаму, така натаму. Рековме на веб страната може се што секој граѓанин да си аплицира некоја негова идеја, да се разгледа, да се гласа понатаму и оние кои што ќе бидат најприфатени, најизгласани со највеќе бодови или нели гласови да се имплементираат, односно да се споменат на совет и понатаму верувам да се реализира. Не е само да се спомне. Тоа е планот, бидејќи идејата на Мој град како платформа, која што се уште е рана платформа, која што тек сега ќе има да се доградува со можности, е да се направи еден систем на директна демократија. Да се научиме дека и ние како граѓаните треба да влијаеме врз одлуките кои што ги носат институциите. А не само да коментираме, ова не чини, ова не чини. Не е дојдено избори, ја бирам и толку, и сега 4 години ќе седам и ќе спијам. Не, цело време треба да бидеме активно вклучени во градењето на нашето општество. Како граѓани тоа ни е должност да го правиме. И платформата Мој град почнува да го дозволува тоа во еден степен кој што досега не беше виден кај нас. Така. Преку сите тие предлози кои што се поднесуваат, значи предлог и тоа убаво структурирани предлози. Кој е проблемот? Кое е решението што јас го предлагам? Што ќе се случи доколку се имплементира ова решение? Каде што можам да го пласирам. Тоа еве да речеме имаше еден предлог прекрасен, слеарни рабници каде на сите тротоари каде што има пешачки премин, за да може човек во инвалидска количка да се спушти, да не се утепа. А мајка или татко со количка со бебе. Така. И велосипедисти, некако покри. И велосипедисти, не сакам си ги кажам јас. Ролери, така натаму. Кажи ми, ќе се развива ли таа апликација и со, да речеме, пренос на фотографии во ист момент со проблеми? Да речеме дупка овде, нели, скршен знак или нешто, некаква депонија каде што луѓето ќе можат во реално време да од нивниот телефон да го сликнат и да го пријават. Она што ние на пример си го бараме во комуникација со гледачите. Сликате ни, покажете ни проблем и не само проблем, нели, се она што сакате да го споделите со нас во реално време, ние на Facebook, вие верувам
директно преку тоа. Да. Види, дури идејата ни е малце по високо, од високо ниво го гледаме. Преку мој град сакаме да направиме еден тип на водич каде што ќе ги научиме граѓаните како може да ги пријавуваат и каде може да ги пријавуваат проблемите. Значи буквално да зашто сега на пример Но ако треба граѓаните да одат од шалтер на шалтер, никако тоа. Мислам дека ништо нема да направи. Никако шалтерски систем. Значи живееме во 21 век. Дигитално време, ако не така се е. научивме сега, па и дури за жал и короната не научи дека мора да бидеме дигитални, кога ќе бидеме дигитални? Така е. Значи сега мора, и ова мора све да иде онлайн, институциите мора реално да сватат дигитализацијата. Веќе мора да прекинеме со тоа, дојди потпиши ми, дојди дади ми на вакво, дојди хартивче. И ке колешката утре на шалтер 3. Не, ама на пауза сме биле луѓе. Не може така. Добро, ќе се вратам пак на апликацијата затоа што сакам да пофалам, споделам и им кажам на нашите гледачи дека минатата година доби европска награда за иноватор. Ајде накусо 2-3 реченици околу наградата, околу доделувањето, кој ја додели наградата, во каква конкуренција? Беше многу убаво изненадување за нашиот тим. Наградата беше доделена од World Summit Award, се вика организацијата, која што е организација под Обединените нации. Че Обединените нации ги основаат со цел да признаат големи социјални предприемништва што се случуваат во светот, не мора големи дефинитивно, ние сме мало, али социјални предприемништва кои што се случуваат и позитивно влијаат врз општеството на еден или на друг начин. Имаше огромен број на апликации кој што пристигна, и мене ми е многу драго што и на европско ниво, не прогласи како најдобри млади иноватори, и ја добивме истата награди на светско ниво. Успеавме да пласираме апликација која што доаѓа буквално тоа што се шалам од мал тим кој што почна од детската соба во Козле на Горијан до светски рамки. И покажавме дека ние и наши предприемачи од овде, од земјиче кои што не многу луѓе го знаат, може да стигне до светски рамки. Тоа ми е многу, прво за нас е многу мило и секако покажува дека ние како македонци имаме капацитет. Не е она што го збориме македоншчината, вака не бивало така. Не бива и мора да научиме да се цениме сами себе, да се прикажеме дека види, на светскиот пазар има да се појавиме и можеме да се појавиме. И тој светски пазар или европски така натаму, ајде веќе која сакаш да се надоврземе. Имаш ли статистика колку како се користи апликацијата? Во Македонија многу, но надвор во Македонија секако многу, да, мислам 7 години сме тука веќе. Но надвор, значи последната статистика што ја гледав беше 1,8 милиони уникатни корисници сме достигнале до сега. Значи скоро колку население е кај нас, една Македонија сме достигнале до сега. Што ми е многу драго. Македонија, Србија, ни се втори и трет најголем пазар, но првиот најголем пазар ни е всушност Америка. Сега Америка ни е најголемиот пазар според бројот на корисници. Ние лансиравме во Америка во 2019, јас што велам погрешка во еден даден момент, тоест не во 2020, лажам. Во 2020 погрешка кога всушност се запали Калифорнија тогаш. Има огромни пожари во Калифорнија. Тогаш опуштивме апликацијата таму и во рок од 2 недели 200.000 нови корисници дојдоа на апликацијата без маркетинг, без ништо. Беше потребна и свативме колку реално е потребна на ваква апликација сегде. Не дека сме првите што ни текнало, има и други вакви апликации. Но има многу причини зашто мој воздух е уникатна, тоест AirCare поново е уникатна и навистина помага на корисниците и затоа ја сакаат. Така, и врзана е со сите мерни станици широм светот, така? Имаме последната бројка што ја гледав, мислам над 20 кусури илјади мерни станици од светот, од над 45 мрежи, 45 земји, од владини до волонтерски до сателитски. Од сегде црпиме информации, поентата да ги имаме сите информации на едно купче, а тебе да ти биде најлесно да отвориш апликацијата и сите да ги видиш тука. Поентата е дека ние го потрошивме времето, а имаме уште многу што да си кажеме и ти благодарам навистина, верувам дека им беше интересен разговорот на гледачите. Многу податоци им дадовме, нека ги isprocesираат. За следни податоци ќе се видиме наскоро во нашата утринска. Фала ти Горијан и успес и грижете се и понатаму, делувајте онаму каде што можете. Фала многу на покана и се гледаме наскоро. Фала ти.